вративме во студиото во вториот дел од утринската емисија Нов ден. Пред да ја најавиме денешната тема, ајде да погледнеме еден прилог кој представува краток вовед всушност за она што ќе разговараме денеска. Остеопорозата е болест на коските која го зголемува ризикот од фрактури. Таа се карактеризира со намалување на коскената маса, која води до намалување на цврстината на коските и појава на скршеници најчесто во областа на колковите и зглобовите. Жените многу почесто страдаат од остеопороза отколку мажите. Фрактурите од остеопороза се скоро 2 пати почести кај жените. Најзасегнати се жените кои се во менопауза или кои ја поминале оваа фаза од животот. Остеопорозата не покажува видливи симптоми. Најчесто ја откриваат дури откако ќе настрадаат од скршеница. Поради тоа таа се нарекува уште и тивка епидемија. Бројот на заболени од остеопороза постојано се зголемува во светски рамки, па затоа превенцијата особено важна. Гените се многу важни кога станува збор за цврстината на коските, но и начинот на животот има големо влијание. Водењето на здрав живот е најдобриот начин да го намалите ризикот од појава на остеопороза. Никогаш не е премногу рано, ниту премногу доцна за да започнете да превземате мерки за заштита од оваа тивка болест. Постојат 3 фактори кои се најважни за зачувување на здравјето на коските во текот на целиот живот: внесување на калциум, внесување на витамин Д и редовна физичка активност. Како што можевте да забележите од прилогот, наша денешна тема е остеопорозата, а наш денешен гостин е професор доктор Љупчо Каревски. Добро утро и ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете наш гостин ова утро. Со задоволство. Еве вака, 20 октомври е светски ден на остеопорозата. Остеопорозата со друго име е викана и тивка епидемија. Ајде да не запознаете за каква болест всушност станува збор. Колку е таа активна кај нас? Па остеопорозата не е македонски, него е светски проблем. И тоа е клучното прашање. Практично целиот свет или научната област која се бави со овој проблем зафаќа повеќе специјалности, меѓу кои и ортопедијата. А јас сум инволвиран и како ортопед во целиот проблем и за време на престојот на клиниката и сега за време на работата во овој регион, во Куманово, како амбуланта за ортопедија Остеопро. Иначе остеопорозата е, велам, светски проблем. Светски од причина што некои региони повеќе, некои регии помалку, но се заедно е дел од природното живење како ризик од заболување. Значи, како и сите други болести. Основниот проблем на остеопорозата е што таа еве и во прилогот беше најавено дека е тивка болест. Не е забележлива и дека е многу битно да се открива порано откако ќе под него да се чека периодот на развој на правото заболување, кое, како што кажа и во прилогот, дека завршува со скршеници. Значи, коската лесно се крши. Значи, Македонија е така, во тој проблем доста застапеност е присутна на оваа болест и има значајни статистички бројки. Тие статистички бројки се движат за Македонија во моментов, нали, врз основа на виталната статистика. Анализите покажува дека 127.000 жени се заболени од така наречената постменопаузална остеопороза. Тоа значи дека секоја трета жена заболува од остеопороза или ќе заболи од остеопороза. Овој број, веламе, во рамките и на најновите аналитики кои ги имаме во повеќе центри во Македонија. И таа борба во Македонија спроведуваме во главном со остеопорозата во така наречени центри за остеопороза. Едниот таков центар е и Остеопро во Куманово тука, чиј основач сум. Иначе, како председател на Асоциацијата за применета дензитометрија, значи мерењето на остеопорозата, оваа наша активност е поврзана и со одбележувањето на денот кој го најавивте. Секоја година, 20 октомври,
е ден на борба против остеопорозата. Ние сме сите како друштво организирани во светски рамки преку Интернационалната фондација за остеопороза, скратено ИОФ, и преку неа делуваме преку разни предавања, информирања, стручни активности, анализа за состојбите и така натаму. И кога станува збор за Македонија, практично еве на почетокот на емисијава, само да кажеме кога говориме за ваквите активности наши, заедно со второто друштво организирано во Македонија, тоа е друштвото за остеопороза, каде што членови во друштвото се и пациенти кои болуваат или пациенти кои се определиле заради своји мотиви да помогнат во подигањето на здравствената култура и запознавањето особено со ова заболување. Тие многу често. Значи, секоја трета жена и одма да кажам секој пети маж ќе заболи во Македонија од остеопороза. По статистиката. Но кој ќе биде тој, практично е тешкото и главно прашање. Од тука превенцијата е едниот проблем, а второ е скринингот или така нареченото предвреме откривање за да таја со постапки кои ние ги применуваме, медикаменти, лекови, активности, обезбедиме да пациентот го извлечеме во колку е заполено таа состојба, за да никогаш во животот заради остеопорозата не доживее скршеница. Тоа е едниот проблем. И вториот проблем, превенцијата, значи борба да не се јави како заболување воопшто од почетокот до крајот на животот. Особено во така нареченото трето доба. Оној период на кај жената постменопаузалниот период. Ајде еве да ни ги кажете причините. Зошто се појавува оваа болест? Ако тргнете од суштественото прашање, а тоа е како да не дојде до остеопороза, ќе го најдете и начинот зошто ние ја имаме. Односно, зошто е присутна во светот. Прво, одржувањето на својата коскена густина, бидејќи по дефиниција остеопорозата е намалена густина на коската која води до лесна кршливост. И настануваат така наречени остеопоротични или нискоенергетски скршеници. Само заради гледачите, суштината е дека со мала енергија настанува скршеница. А таја се случува во домашни услови најчесто, привлегување во када, излегување од када, лизнување и мало паѓање од сопствената висина, значи не мора сообраќајка, па тешки удари и слично, едноставно лесна кршливост компаративно со оној кој нема остеопороза. И сега, ако говориме за тоа што е превенција од неа, ќе знаеме и што е терапија, односно оние кои ја имаат како полека да ја санираат. Еве, каква е ситуацијата со бројот на заболени? Сами рековте, дали мажите или жените се тие кои се склони повеќе на оваа болест? И на која годишна возраст најчесто се пациентите кои што се заболени од остеопорозата? Возраста е клучен фактор. Таа е поврзана со остеопорозата. И само како вовед за тоа прашање е дека детето се раѓа од новороденче, понатаму почнува да окостуваат трскавичните коскени структури кај детето до пубертетот. Во фаза кога ќе заврши пубертетот, коската треба да постигне своја вообичаена, мерена, позната за нас густина, која никогаш нема да дозволи скршеница. Од 20-та до 45-та година, 40-та, 45-та година возраст, пациентот тога и треба да има најгуста и да ја очува таа густина на коска, за да после тоа, особено кај жените, кога паднат естрогените хормони или воопшто оние хормони, сексуални хормони кај жената кои го регулираат функционалниот дел на продуктивниот сегмент на жената, кога нив ќе ги намали периодот на природното возрасување или старење,
настанува период на престанок на заштитата и на коските. И тога почнуваме природно да губиме коскена густина, а завршуваме со фактот дека еден дел од нив лезат под критериумите на оваа меѓународна агенција која се бавиме со мерење на остеопорозата и почнуваат скршениците. Пред тоа има и други симптоми, за кои ќе говориме подоцна, но факт е дека практично ако вие набилдате, како би рекол популарно, добра коска или густа коска, следи потоа да од неа и ако губите природно колку што следува повеќе од 1 до 1,5%, годишно никогаш не добиете, не влезете во фаза на ретки коски или остеопоротични коски и нема скршеници. Значи, ако ова е така, тога е јасно дека остеопорозата ќе се јави заради непостигање на таквата густина во таа зрела возраст. Таа зрела возраст, веламе најмногу од 20 до 40 години. Дури една нова теорија, која почнува се повеќе да ни станува јасно, е поврзана со фактот дека остеопорозата практично е развиена или се развива во третото доба. Тоа е над 55 години кај жената, а кај мажот е над 60-65 години. Тоа е едниот проблем. А вториот проблем е дека таја густина мора да ја постигнете преку превентивни активности. И сега кога станува збор за превенцијата, тука се клучните фактори. Како да се спасиме од ова да не дојде или да не нас погоди. Така. Велам, тој период на високата возраст е едниот фактор и природниот фактор губење на естрогените кај жената. Но намалување и така наречените андрогени хормони кај возрастните мажи. Ако односот е таков, секоја трета жена и секој пети маж ке има остеопороза, значи треба да го намалуваме тој сооднос. Нека тоа стане секоја 7 или 10 жена или секој 20 маж. Тоа е голема активност и светска активност, бидејќи во превенцијата, значи да се бориме да не дојде до остеопороза, клучен фактор се неколку. Првиот еден на кој многу малку може да влијаеме. Тоа е факторот на генетското наследство. Значи, некои аналитики веќе говорат, научни истражувања, дека остеопорозата е поврзана и генетски, наследно. Но не така дефинирано како некои други наследни болести. Значи, тој фактор учествува. Во колку мајката им заболела од остеопороза, се лекувала или задобивала скршеници, женското поколение на мајката, тоа се керките, се очекува дека ќе имаат шанса повеќе од другите, компаративно, да развијат остеопороза. За да не дојде, или превенцијата на остеопороза е клучниот фактор. Да. Ајде ние тука да направиме една кратка пауза, да проследиме една музичка numera, па потоа пак ќе се вратиме во студиото да го продолжиме нашиот разговор. Денот нов, а дождот пак ќе дојде кај нас. Студен камен ти до мене си. Не допирај ги моиве усни, тоа не си ти. Дај да сонувам, а сонот со тебе е само сон. Јас ја имам силата да те преболам, да те немам и да не те гледам. И ги ширам крилата да те прелетам преку сите неба. Еве одам јас, топол ветер в лице, пак да осетам. Добро е да бидеш слободен и сам, ослободен и сам. Јас ја имам силата
a пак сум осамен. Бегам од се, бегам и од тебе, мада дамо сам на себе сум си потребен. И сакав сон, сакав јас сон, а сонот со тебе е само сон. И имам сила за да сватам дека моја не си била. Јас ја имам силата да те преболам, да те немам и да не те гледам. И ги ширам крилата да те прелетам преку сите неба. Се вративме назад во нашето студио и повторно ќе го продолжиме разговорот на темата остеопороза. Како може да се превентира? Превенцијата на остеопороза е денеска големо прашање воопшто во сегментот на борба со оваа болест. Превенцијата е пред се во две основни работи. Првата работа е исхраната. Значи, како и секое друго ткиво, но особено некои селективни работи се потребни за да обезбедите здрава и добро развиена коска со добра густина која нема да заболи од остеопороза. Тоа е, значи, исхраната. Исхраната подразбира, знаете, за секое поднебје, секоја соодветна генетска структура, тоа значи човек во Азија, човек во Европа, и не е сеедно дали Северна или Јужна Европа, ние спаѓаме во регион каде што имаме понуда на таква исхрана која обезбедува три базични елементи. Првиот елемент, сите очекуваат дека ја ќе кажам витаминот Д и калциумот, но ја ќе кажам е протеинската исхрана. Често забораваме дека клучен фактор во градбата на секое ткиво, па и коскеното, е протеини. Протеините се оние кои даваат основа на коската, а во нив уште двата дополнителни фактори, и сега ќе кажеме витаминот Д, кој е клучен, затоа што тој обезбедува многу функции на депозиција и на заздравување на коската и незиниот статус или развој. Втората работа е за да окости коската, за да ја добие својата цврстина, да не биде мека коска, е калциумот. Значи, овие три податоци во исхраната, три делови во исхраната, првиот протеини, вториот витамини и калциумот, се клучни фактори. Како делуваат тие? Па практично основата, како што реков, на коската е протеинска, нали, во својата структурираност. Но таја, како е само протеини, не е доволно за да биде и цврста. Во неа треба да се таложи калциум. Кога калциумот се таложи во текот на развојот од детската до таја зрела возраст после пубертетот, практично сите така наречени зони додека расте во коскениот систем детето и постане зрел човек, од 20 до 40 година го одржува тоа што го стварал тие од 15 до 20 години. Вториот дел е, велам, витаминот Д. Витаминот Д е оној кој организмот го создава самиот. Меѓутоа, често пати не доволно. Она што е познато во светот во однос на витаминот Д, кој уште се истражува, тоа е дека го сметавме дека спаѓа во група на дел на витамините, но сега дури се смета по својата функција дека е и многу важен во многу други работи освен за коската.
Витаминот Д е важен дури во спречување на некои од типовите на карциномите, например простатниот карцином, но и за други карциноми, бидејќи на клетката на таквите заболени, на мембраната се најдени рецептори кои се резервирани за витаминот Д да функционира кај нив. Во колку ги нема, доаѓа до можност да се развие и малигном. Многу нервни структури, дури и менталниот статус на човекот е зависен од нивото на витаминот Д во организмот. Например, најновата метода, која велам нова во медицината, ново старо е релативно, но од пред 5-6 години актуелно во светот се мерија, до тога и не се мереше, кое ниво во крвта го има витаминот Д. И првите анализи кои ги направиле во повеќе центри во светот, не само во европскиот дел, покажале дека азијатите, например, кои имаат најмногу остеопороза, во однос на европјаните дури 3 пати повеќе. И ке имаат натаму повеќе во колку не се санира и проблемот на витаминот Д, бидејќи е најдено дека таму витаминот Д недостасува кај 70 до 80% од популацијата. Дури денеска минуваме и на нови тераписки дози на витаминот Д. Значи, витаминот Д е веќе така актуелен што спречува не само антиостеопоротичен тераписки профил, него и кај другите состојби и заштити на здравието на човекот. Значи, застапеност на витаминот Д. Многу од храната има витамин Д на нашето подрачје и пред се тоа се зелениките, да речем. Од тука и третиот фактор, калциумот, бидејќи тие два, витаминот Д и калциумот, се поврзани. Дури ние и во таблетарниот дел на терапија на остеопороза развиваме или инсистираме фармацевтиката да развие такви таблети кои содржат и едното и другото во иста таблета, како не би морал многу таблети пациентот да пие во превенција, па дури и во терапија. Значи, овие два фактора со протеинската исхрана е клучен. Во таа протеинска исхрана мора да биде застапено и месните производи, но ние по правило велиме најголема протеинска исхрана за секој ден е млечната исхрана или млекото во сите форми. Во форма на кисело млеко, павлаки, во форма на производи млечни, кашкавал, сирење, урдата особено, например. Исто така заради протеинскиот, но и заради содржината на калциумот. Исто така и цералиите или зелениката, како ја популарно велам, зеленчуците содржат доста количина на витамин Д и особено калциум. Ако овие три производи ги нудите на здравиот организам, метаболно здрав организам, да нема други оштетувања, оти ние треба да говориме и за така наречени последични или секундарни остеопорози. Ние говориме сега за посменопаузална, тона најчеста остеопороза. Има и други видови на остеопороза кои се заради лоша исхрана, кои не заради невнесна доволна храна или болест некоја заради која таа земена храна не минува и обработено квалитетно оди во коскените структури. Значи, овие три фактори се клучот за добрата исхрана и превенција на коската. Тоа значи да нема скршеници. Да, ајде веќе ни ги кажете кои се оние првите почетнички симптоми кога се јавува ова болест? Остеопорозата е веќе и во нашиот прилог денеска пред тоа емитување дека таа е тивка болест. Зошто тивка болест? Не ја препознавате брзо. Првите симптоми се пред се во оној дел, бидејќи воглавном остеопорозата го зафаќа централниот скелет. Што е централен скелет? Е рбетникот пред се, па се шири пошироко и периферно. Бидејќи централниот, тоа се пршлените. Пршлените се први кои се разредуваат и затоа при диагностицирањето, откривањето на остеопорозата, апаратурата дексадензитометрија се користи за да ги нив прво сними и види колку се тие густи. Ако таја е првата локација, првото место, тога е многу битно да
се знае дека штом почне првото подгрбување, а со тоа поврзано губење и на висината на пациентот, кој повремено има и така наречени до целиот грбен столб болки, тоа е затоа што подгрбувањето кое е причина на подкршувањето во структурата на прошлените доаѓа до тој деформитет и губење на висината. И вие се измерите денес, се измерите после година денес, сте изгубиле 1 сантим. Ваквите податоци прават причина подгрбувањето да ги затегне мускулите на целата вертикала, од вратот до крстот, и тога имате ситуација на подгрбување со затегнати мускули кои се страшно предизвикуваат хронична болка. Тоа би требало да биде првиот сигнал. Честата крстоболка и болките по должина на рбетникот. Подгрбувањето, вториот, и губење на висината на пациентот се фактори кои први се препознаваат. Како на време така да се треба открие? гледа. Како најлесно да се открие на време оваа болест? Тоа е голем денеска и битен фактор. Од тие причини се организираат центрите за остеопороза, односно оние центри кои поседуваат специфична апаратура за откривање. Тоа е компјутеризирана техника и во што се состои логичноста на потребите за превенција да не се јави остеопороза или пак вториот фактор да се навремено открие, кога, бидејќи таа ползечка се развива споро, да ја откриете во фаза кога веќе имате развиена остеопороза, се прави мерења компјутеризирани, која мерат точно густината на рбетникот и на некои други сегменти како што се двата колка, а преку нив се калкулираат сите коски колку се густи во организмот. Значи, целиот проблем лежи во навремено откривање. Од тука сите други работи треба да се познати, па од тука и нашата едукација на пациентите, како да ја откријат пред да се развие. Тоа е сите кои имаат во фамилија некој, особено ќерките кои имаат мајка која имала остеопороза. Тие треба да направат прво мерењето и тоа е апсолутно, денеска го нарекуваме клучно правило или златно правило за откривање на остеопорозата, да се направи DEXA мерење. Ова DEXA е скратеница од Dual Energy X-ray Absorptiometry, што во суштина не е битно за гледачите, важно скратено DEXA, бидејќи постојат и други апарати кои се повеќе за ориентација или за сегрегирање од една голема група. Некои петни мерења така, но тие методи на мерење не определуваат дека треба да почнете со терапија, бидејќи има статистички грешки. Значи, клучен фактор е DEXA мерење преку кој се открива. Кој треба да го направи? Ова што веќе почнав да говорам. Ако имате во фамилија ќерка, сте имате мајка со остеопороза која е откриена или имала скршеници и така натаму. Втора работа, сите оние кои доживеале скршеници треба да направат мерење, кои им личат дека со малку сила, а дошло до кршење на коската, и то често ние го забораваме. Ние дури имаме оперирани со вештачки колк заради скршена коска во големите хируршки центри, а лекарите не ги упатуваат откако ќе заврши операција, се рехабилитира пациентот, да го пратат на повторни снимања и откријат остеопороза, за да констатираат дека има остеопороза која можела да биде излечена и да нема втора, трета скршеница. Дури на светско ниво ние водиме еден цел програм за борба против така наречената втора скршеница. Ако доживеал прва пациентот, немојте да доживее втора, трета, да залежи во кревет и да завршува животот заради тоа. Заради сите други компликации. Аналогно на сето ова што кажав, клучен фактор е навременото откривање. Второ, во ризик, значи ризикот, факторите треба ги знаат пациентите и ние затоа ги организираме 20 октомври, светскиот ден, комуникација со пациентите. Нашиот разговор со пациентот ни дава многу податоци и му даваме пренос на информации како да
се бори со остеопорозата за да го ја зајакне коската, тоа е прашањето на така наречени пасивни типови. Ние ги делиме на големи фактори, важни фактори и помалку важни фактори. Раната менструација обезбедува поздрава коска, тоа значи естрогените хормони порано. Доцната менструација ќе обезбеди ризик за остеопороза. Значи пациентки кои имаат подоцна добиено менструален циклус, тоа говори дека недостасувале хормоните или подоцна се појавиле. Порано завршениот природен ниво на естрогени, значи менопауза, кога престанува менструалниот циклус кај жената, ако е тој негде под 45-та година е веќе зголеме ризикот за остеопороза. Значи Колку има сакаат такви пациенти фактори. за да се едуцираат за Како? Колку сакаат луѓето и пациентите да тоа се е едуцираат на прашање. темата остеопороза? Сакаат, во секој случај. Проблем е што таа широка палета на препораки за остеопороза, запознавање со проблемот, еве го користиме и вашиот медиум за таква работа, е да ги препознаваат тие фактори. Бидејќи таа едукација е клучна да може пациентката да процени дека треба да направи испитување ова за кое говори Декса мерење, за да знае точно каков е ризикот, дури ние правиме и прогноза за колку години ќе развие остеопороза, или дури даваме прогноза дека никогаш нема да развие остеопороза, што е најдобро. Но ги откриваме и оние кои се уште немаат болки, дури или скршеници, но имаат така наречените ризикофактори за кои говоре. Како што е ризикофактор одбивање на млечна храна, слаба исхрана протеинска, држење на агресивна диета, сега е то модерно малку. Седентерни типови се типови кои повеќе сакат да седат дома. Не сакаат да се бават со физичка активност. Просто имаат аверзија. Далинското повеќе не го исклучува ни вклучува телевизорот станувајќи туку, од страна. Компјутеризацијата е фактор во овој правец и е ризикофактор, седењето долго, раздвижувањето на организмот е клучна работа. Еден важен податок. Пациентите треба да знаат воопшто во превенцијата да не дојде остеопороза, дека и пасивното одење стимулира погуста коска. Дали остеопорозата може да се излечи до крај? Да, апсолутно. И тука сакам да обрна внимание на гледачите, а ве молам и на сите оние кои имаат искуство дека било кој белманти, подразбирам лекар, спомнал дека тоа ти е од старост. Тој пристап е погрешен. Прво, денеска имаме, кога ја почна да се бавам со остеопорозата, кога го основав првиот центар во Скопје, 98 година, а во Куманово сум од 2011 година активно со центарот и Декса мерењата и го познавам Кумановскиот регион со присутност на остеопороза, првото прашање е ќе се излечем ли, докторе? Дефинитивно, иначе би дигнале раци и би рекле тоа е судбина. Но овде нема судбина. Има лек, има метод и начин и препораки како да се однесува пациентот. Во исхраната, во активноста и редовно пиење на група на лекови кои обеќаваат висок процентно излекување. Дури дисциплиниран пациент, ако остеопороза настанува 20 години споро и полека, ние ја лекуваме за година и пол, 2 до 3 години. Таму каде што со еден лек не ни оди задоволително добро, се менува плюс. И втора битна работа со медикаментозното лекување на остеопорозата. Практично пациентот и кога не постигнува поголемо високо згоснување, го спречува природното губење со кој би западнал во уште потешка состојба и би завршил, ако не со една, со повеќе скршеници, а ние се бориме да нема такви скршеници. Значи, лекувањето е клучна работа и суштина во целиот овој програм. Ние во рамки на ваквото запознавање на пациентите, еве утре, ја користам вашата прилика да ме поканите и да говорам за остеопорозата,
го одбележуваме утре, иако е 17-ти, денот на борба со остеопорозата, светскиот ден. 20 октомври е регуларно тоа, но е работен ден. Ние утре во центарот Зебра во Скопје, тој е трговски центар, популарен, ќе го најдат, е ден кога ќе имаат можност сите пациенти кои се заинтересирани на утрешниот ден да видат видео презентации во самиот центар, во холот или во колку е добро времето пред самиот хол на трговскиот центар Зебра во Скопје. Утре во 11 часот започнува таа комуникација со сите добронамерни и желни да чујат повеќе за остеопорозата, при што морам да ја напоменам дека ќе им демонстрираме еден мал утрински доручек, антиостеопоротичен доручек, да речем закуска. Значи ќе биде малку јогурт, малку некаков сендвич кој треба да содржи риба, брокула и така натаму и така натаму. Значи се обраќам до сите кумановки кои утре сакаат, но не заборавете и мажите заболуваат од остеопороза. Ако прошетате до Скопје, центарот трговски Зебра во Скопје во 11 часот и ќе трае до 1-2 часот. Значи е една прилика да малку обезбедиме, а ќе дојдат сите експерти во Македонија кои се бавиме со остеопороза. Тоа значи се повикани од моја страна и организација на одборот на друштвото на кое сум председател за применета дензитометрија и друштвото за остеопороза, колешката Марковиќ. Ќе бидат присутни повеќе од 20 на експерти кои ќе ви стојат на располагање, ќе бидат маркирани во едни маички кои обележуваат секоја трета жена, секој пети маж. И лесно ќе ги препознаете при тој хепенинг, да кажем, тоа е модерен така збор сега, дека ќе може да разменат, да имаат прашања, да добијат одговори, да се информираат и да осознаат новини во делот на терапијата на остеопороза. Одма да кажем кога говорев за терапија на остеопороза. Денеска се работи на и веќе се произведени еден дел, малку е нешто поскапо затоа што е нов лек, се почнува со така наречени моноклонални антитела. Тоа е една нова серија на лекови кои многу селективно делуваат на згуснување на коската и обезбедуваат да се скрати и периодот на лекување и да то се постигне многу побрзо и обезбедуваат на заболените веќе да се елиминираат. Да не заборавиме, златното правило за откривање на остеопороза сепак е компјутеризираната техника DEXA, која во нашиот центар Остеопро во Куманово, тај Порта Бунали, како се вика тој регион таму, малку скриено место, но лесно се наоѓа ако имате мака, е потребно да се открие навремено и се препорачуваат и тераписките протоколи, но и лекување на се што е ортопедска болест. Така. Ајде да слушнеме уште една музичка numera пред да го завршиме нашиот разговор и пред да ја одјавиме денешната емисија. Има еден дом сред жолто лисје, стаен е тој во сите мисли, покрив тој е твој и кошмар тој е мој, редок миг пред куќен праг, скриен поглед толку драг, копој. Секој ден си ти под иста стреја, гула без лед, во воздух смеја, ладна како лед, па бујна како цвет. Стојам долго, долго јас, гледам чудно и без глас, ко не. Чија си?
Cimentom sređovto lisje stajne tvoje osite misli, pokriv to je tvoj i košmar to je moj, redok mig pred kućem prag, skrijen pogled toku drag, ko poj. Čija si, na kogo radosti mu nosiš, zvezda si, po nekoj oblak kako plam. Čija si, i koji ti gali dugi kosi, sve si moj, a ni tu ime ne ti znam. A ni tu ime ne ti znam. Тука некаде и крајот на денешната емисија, утринска емисија Нов ден. Ви благодарам што бевте наш гостин и што ја прифативте поканата. Благодарам за поканата. Сакам да ги подсетам на крајот сите наши пациенти и оние кои ги интересира остеопорозата. Утре во Трговскиот центар Зебра во 11 часот имате хепенинг и разговор со експерти од Македонија, лекари кои се бавиме со проблемот, со сите пациенти и заинтересирани околу проблемот на остеопороза. Сабота 11 часот. Почитувани гледачи, ние тука завршуваме. Се надевам дека го задржавме вашето внимание, дека успеавте да дознаете и да слушнете нешто повеќе за остеопорозата. Се гледаме повторно од понеделник со нови гости и со нови теми. Ви посакувам да имате убав ден и останете со програмата на К3 телевизија.